станува збор за една мала, но суштинска измена која што ја предлагаме за одговорност кривична на судиите. Зашто станува збор? Имено после последните траурни случувања со ублажување на казните за сообраќајки со смртни последици и очекуваната доверба или недоверба на јавноста кон судството од 2%, што добивме од власта? Добивме преседана, тоа е интерпелација на членови на Републичкиот судски совет, што е без преседан до сега и што ние како левица понатаму ќе го употребиме за интерпелација за прв пат и на уставните судии, кога веќе може за член на Републички судски совет, зошто не би можело и за уставен судија кој што ние го бираме. И наместо во овие услови да се заоструваат критериумите на судството, ние добиваме една неконзистентна политика од власта, а тоа е неочекувано продолжување на мандатот на судиите. Мандатот, впрочем, со последните измени кои вие ги донесовте на Законот за работни односи, се продолжува од 64 до 67 години за избрани и именувани лица, вклучително и во судството. И сега најголемите поплаки, всушност, кои се во суштина нестручни, е дека ние немаме доволно суди. Не е точно. До пред само 10 години ние имавме технолошки вишок на судии. Европскиот просек е 1 судија на 5000 жители или околу 22 судии на 100.000 жители. Тоа значи на 2 милиони луѓе или на 1,5 милион што се присутни тука, ние имавме 650 судии, а требаше да имаме околу 400 судии. Тоа значи дека 250 судии имаме одвишок, тоест имавме, и повторно имавме најбавна правда во Европа. Сега од 2022-2023 наваму рокот, тоест прагот на судии е околу 400, што значи дека се движиме во рамки на европскиот просек. Одвојуваме околу 100 милиони евра од буџетот за судиите и ова е еден куриозитет, имаме 60% жени, тоа значи дека имаме повеќе судики отколку судии. Сега, за сите овие судии има еден цитат од еден универзитетски професор од универзитетот во Гент, Ван Кенеген, кој вели дека каква корист имаме ние од судиите ако тие можат да бидат принудени да се сложат со незаконските барања на власта, а власта која што е парализирана од класна привилегираност во нашиот случај, нема никакви сили да ја скрши коруптивната кора од уставни обичаи со цел да го модернизира и да го оплемени правниот систем. И доаѓаме до македонскиот феномен или ВМРО-вскиот феномен, а тоа е судиите од тефтерчињата, за кои што народот си смисли многу сочни епитети. Овие ситнодушни властопослушници и оваа каста на привилегирани, еве само пример за јавноста, привилегиите на судиите се движат во следново, имаат плата од 2500 до 3000 евра, стигнуваат со додатоци, имаат траен мандат, што е кардинално промашување и непресушен извор на корупција, имаат имунитет и апсолутна неодговорност, имаат службен стан, имаат трошоци за превоз, домување и одвоен живот, имаат годишен одмор од месец и пол, имаат посебна полициска заштита нив и на нивното семејство, имаат право да носат службен пиштол и муниција, имаат службена патна исправа со која се ослободени од плаќање превоз, патарини, аеродромски и станични услуги и имаат стипендии за дошколување. Вакви привилегии нема ниту еден сталеж во нашето општество и затоа не случајно Исус од Назарет ќе каже дека судиите се дерачи на сиромашните, дека тие се трговци со пресуди и Блес Паскал ќе каже дека се дотерани како некои мачори со нивните смешни тоги. Во суштина тие се приврзоци на вашиот неправечен систем кој што го воведовте, а го воведовте во 2005 година со противуставниот амандман 27, кој што вели дека судија не може да биде повикан на кривична одговорност за донесена одлука. Сосема спротивно од целокупното европско законодавство и уставно право, воведовме нешто што го немаше од Хамурабиев законник до денес, а тоа е апсолутна неодговорност за носење пресуда. Го изменивме членот 100 и истите фасили од правен факултет ни ги прават правосудните реформи, 200 години истите луѓе и затоа доаѓаме до вакви неуедначени правила. Што воведовме ние? Воведовме прво декриминализација на едно кривично дело кое што постоеше во Кривичниот законник на СФРЈ од 76 година и
постоеше на истиот овој устав до 96 година, кога го донесовме нашиот македонски кривичен законник и воведовме правна колизија. Имено сега е шизофрена ситуацијата. Од една страна судиите можат да одговараат за кривично дело, како што имаме случаи, тоа е злоупотреба на службена положба, несовесно вршење на службата, примање подкуп и слично. Од друга страна, тие не можат да одговараат затоа што ги штити уставен амандман. Од една страна, тие не одговараат за штетата, но од друга страна, согласно Законот за облигациони односи, државата одговара во нивно име поради штета сторена преку корупција. Значи имаме една правен галиматија, односно една неконзистентна правна ситуација. И што е нашиот предлог? Нашиот предлог е пополнување на оваа правна празнина со еден конзистентен предлог кој што, патем речено, си постоеше во Југославија и кој што, патем речено, се уште постои во земјите во кои што ние како правна фамилија припаѓаме, а тоа се civil law типот на правни системи, односно евроконтиненталното правно семејство, бидејќи овој судиски имунитет е својствен за англосаксонскиот тип на право, каде што ние не припаѓаме. Значи, во ex-EU државите, во поранешна Југославија државите, во Германија, во Австрија, во тие земји на civil law правни системи, ова кривично дело кое што Левица, пратеничката група, го предлага, си постои. Еве како гласи: вели, судија или судија поротник кој во судска постапка со намера за друг да прибави некаква корист или да му нанесе некаква штета, ќе донесе незаконит акт или на друг начин ќе го прекрши законот, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 5 години. Ако со делото од став 1 е прибавена значителна имотна корист или е предизвикана значителна штета, ќе се казни со затвор од 3 до 10 години. Значителна, согласно сегашното автентично толкување, е околу 50 просечни плати, околу над 30.000 евра би му дошло во денарска противвредност. Значи, тоа е она што сега како првична правосудна и итна реформа Левица го предлага. Понатаму, како други мерки во процесното и судското право, би го предложиле укинувањето на трајниот мандат на судиите. За ова, почитувани колеги, вреди да го смениме уставот, а не за бугарите во устав. Потоа воведување на специјални судови во иднина, воведување на максимални преклузивни рокови за судење од страна на судија, ветинг на судиите со потекло на нивниот имот, антинепотистички закони, за да не може братучет, прва братучетка, брат, сестра да бидат и судии, и стручни соработници, и председатели на судови, и адвокати, и нотари во едно исто апелационо подрачје, намалување на судските такси и трошоци и олеснување на бирократијата при водење на судски записници со стенограмски белешки. Ова се серија на мерки кои Левица во идниот период ќе ги предложи, но сега тргнуваме од воведување на ново кривично дело, а тоа е член 353г од кривичниот законник, кој што постоеше во бивша Југославија и се уште постои во земјите од регионот и во земјите на евроконтинентална Европа, а тоа е кршење на закон од страна на судија. Се надевам дека ќе имате слух за ова правосудно дело повторно да биде воведено во нашиот кривичен законник. Ви благодарам.